Ви благодарам, почитувана председателки на Комисията за финансирање и буџет, почитувани министерки за финансии, почитувани представници од Министерство за финансии, почитувани колеги пратеници, почитувани медиуми, почитувани граѓани. Јас пред да поминам во однос на она како јас го гледам овој буџет и оваа фискална политика за 2020 година, би сакала да кажам нешто кој што е многу важно, а тоа е дека имаме демократизација, почитувани колеги, тоа мора се да го признаете, ви сте свесни за тоа. Свесни се граѓаните, свесни се медиумите, свесни се граѓанските организации. Имаме демократизација во општеството, не само во поглед на сите области, туку и во поглед на тоа како се креира фискалната политика, затоа што транспарентноста во однос на трошењето на парите на граѓаните, објавата на граѓански буџет кој што почна од 2017 уште со ребалансот, граѓански буџет во секое министерство и една јавна дебата и отвореност на Министерство за финансии на оваа влада, во кој што беа земени во предвид мислењето на невладини организации, експертската јавност, коморите, синдикатите, представници на меѓународни финансиски партнери. Па ние последниот месец, последните недела две сме сведоци за тоа дека кој од каналите на медиумите да ги смениме, ние можеме да видиме дека се дебатира. Дебатираа министерката за финансии и премиерот, дебатираат стручни, бивши и сегашни политичари, пратеници. Се дебатира, почитувани колеги. Тоа никогаш порано го немало. Да не зборувам за проектот Отворени финансии во кој што конечно доаѓаат она како се трошеле порано парите на граѓаните за жал, па дури јавниот долг кој што вие толку време го криевте. Во однос на фискалната политика за 2020 година, јас ќе кажам само дека оваа фискална политика оди се со цел да ги оствари основните клучни цели, тоа се стратешки приоритети на оваа влада. Спомнаа моите колеги од економисти збореа повеќе дека е во цел на задржување на макроекономската стабилност, конкурентноста на економијата, зголемување на вработеноста. Министерката за финансии многу убаво кажа дека тоа оди во прилог на фискална одржливост, поддршка на економијата со значителни инвестиции во инфраструктурните проекти и она кој што е многу важно, тоа е зголемената социјална сигурност и заштита, и тоа морам да го потенцирам. Многу поразличен концепт на оваа влада и создавање на поволна деловна клима во кој што се земат во предвид политиките и бизнис секторот и социјалните партнери и поддршка на мали и средни претпријатија и поддршка на домашни и инострански инвеститори, подеднако некако вие што тоа го правевте во изминатиот период. Да не зборувам за активни мерки за вработување и зголемување на нивото на платите во економијата, интеграцијата на НАТО, кој што оди со зголемување во буџетот на Министерство за одбрана и се разбира, се надевам дека овој парламент ќе го направи ратификацијата на протоколот на НАТО и се разбира и почеток на преговорите со Европската унија. Јас сум сигурна во тоа и убедена. И конечно, многу голем дел од моите колеги пратеници спомнаа дека клучни прашања кои што се опатени во креирањето на овој буџет се како да ги задржиме младите тука, како да има повеќе пари кон граѓаните, како да има повисок животен стандард, како да се покаже грижа кон сите категории на граѓани, и кон пензионери, и кон здравствени работници, и кон образовни, и кон административци, и тоа токму така креирано овој буџет, и како да се подаде рака на приватниот сектор. Вие тоа не го мислевте. Мислевте на странските компании, привлекување на странски, но со 350 милиони реклами за привлекување. Меѓутоа, поддршката на приватниот сектор и подавањето на рака кон домашни странски претпријатија е многу битно. Вкупните приходи се планират на ниво од 223 милиарди денари, расходите се планирани на 239,7. Јас нема да зборам, многу голем број од моите претходни колеги пратеници во претходните дискусии кажа, и буџетски дефицит е планиран на 2,3%. Јас само сакам да потенцирам, истакна претходно дека тоа е во согласност со фискалната стратегија, фискална консолидација, буџетска дисциплина, која што е всушност одлика на оваа влада во изминатиот период, почнувајќи од ребалансот 2017 година. Растот на бруто домашниот производ од 3,8 е во линија со растот на Народна банка на Република Македонија и тоа е резултат на забрзување на економија која што се гледа во сите сектори. Збореа моите колеги, спомна и Министерска за финансии, значи имаме раст во градежна дејност 4,7%, во услужен сектор, во индустријски сектор, во земјоделската дејност 8,4%, во бруто инвестициите 10,4%, вработувањата растат во вториот триместар 5,2%, имаме зголемување на бројот на вработувањата. Значи, вкупните приходи се проектирани за 5,6% растот, вкупните расходи 5%, ние можевме да проектираме и за 7%, меѓутоа како резултат на тоа
го истакна во неколку наврати министерката за финансии на многу добар начин, на колегата Илија Димовски, да, проектирани се онолку колку што навистина одговара на реалниот раст во реализација на приходите во тековната измината 2019 година, очекување на економските оспарувања. Имаше 2 до 3% поени и корекција од наши меѓународни партнери, од ММФ, и треба тоа исто така иземено во предвид. Планираниот пораст на социјалните придонеси збореше за благото релаксирање на даночната политика и министерката и голем дел од моите колеги пратеници, намалување на даночната евазија, олеснети административни процеси и механизми за намалување на неформалната економија. Тековните расходи за ова 2020 година се планирани во износ од 216 милиарди и да, граѓаните треба да бидат сигурни, ќе има редовна исплата на зголемени плати на вработени во јавен сектор, редовна исплата на зголемени пензии. Знаете како се правеше зголемувањето, за зголемување на административните? Ветувавте 10 од 2012, па 14, па дадовте само на крај после 4 ветувања од 10%, само 4%. Сега тоа се прави на многу поинаков начин, колеги, и тоа ќе останам на располагање во реплика ако треба. Во однос на тековните трансфери и субвенции кои што се планирани за 2020 година и за она кои што нели многу често зборуваме овие неколку дена, е на ниво од 156,4 милиарди денари. На тоа сакам повеќе да се задржам. Да, со овој предлог буџет планирани се 156,4 милиарди денари. Тоа се средства кои што ќе се вратат кон граѓаните, кон нашите граѓани. И тоа е инвестиција во човечки потенцијал, да, во човечки капитал, колега, во здравството, во образованието, во нашите партнери од бизнис секторот и во приватниот сектор, и во државниот сектор, и во администрација, и во образование, и во одбрана. Инвестираме со зголемување на платите. Во социјалната грижа ќе зборувам за тоа малку подоцна, затоа што со сето тоа го подобруваме животниот стандард. Колку повеќе пари имаат граѓаните, толку повеќе пари ќе се троши, ќе има повеќе поголема продуктивност, ќе има поголема лична потрошувачка и како резултат на тоа сето тоа ќе влие на економскиот развој. Јас би сакала да се задржам во две области во кои што и учествувам, тоа се Комисијата за труд и социјална политика и Комисија за здравство, и токму овдека би сакала да ги насочам моите дискусии и навистина горда сум што овие неполни 2,5 години мандат, земајќи предвид што се случуваше и колку изборни циклуси имавме, да, ние инвестиравме онаму каде што навистина треба во областа на социјалната сфера. Нас не предупредуваа од ММФ дека само 17% инвестираме во оние граѓани на кои што навистина им се потребни парите. И токму како резултат на тоа сега во овој буџет, знаеме дека 2019 година во јуни се воведе реформа за социјалната и детска заштита, меѓутоа овој редизајниран систем, почитувани колеги, во кој што се обезбедени пари од 10 милиарди 262 или 162 милиона евра. Тоа треба да го знаат граѓаните. 2017 вие сте планирале 92 милиони евра, значи имаме зголемување овдека, се насочени кон она категорија граѓани на кои што им се најмногу потребни. Нам ни е потребна социјална правда и ние тоа го ветивме во нашата изборна програма. И 300.000 граѓани ќе добијат како резултат на овој редизајниран систем на социјална заштита средства повисоки, наместо 3.000 ќе имаат 11.600 заедно со детски образовен. Меѓутоа не е само концептот да им ги дадеме парите, туку со системот на социјална ќе ги извлечеме од сиромаштија. Нема да имаме трансгенерацијски пренос на сиромаштијата како што вие тоа го правите, па ги држевте 15-11 години со социјална помош од 3.000. Не, за една година Агенција за вработување ќе им понуди места со преквалификација, со доквалификација и ќе ги извлечеме сите овие граѓани кои примаат социјална помош, сега гарантиран минимален приход, ќе ги извлечеме од сиромаштија. Тоа е 300.000 граѓани, 100.000 вработени во приватен сектор ќе добијат 2 милиарди и 400 или 39 милиони евра, тоа се средства кои што ги обезбедуваме преку мерка за субвенционирање на придонесите, за раст на платите. Со мерката за пензии, покачување на пензиите од 700 до 900 денари, во завис од тоа колкава е пензијата, 320.000 пензионери ќе добијат покачување. Тоа е повторно еден опфат на нова категорија граѓани. Да не забораваме дека 140.000 пензионери земаат пензија од 12.000 денари. Земајќи ги предвид економските параметри, вие зборувате за, имам можност можеби во реплика да ви кажам колкава беше дупката во пензискиот фонд. Ако не ги направивме реформите во пензискиот фонд,
пензискиот фонд немаше да има одржливост. Меѓутоа ние ниту ја зголемивме старосната граница, ниту ги замрзнавме пензиите. Туку следејќи го економскиот раст имаме покачување и опфаќаме 320.000 пензионери кои што имат повеќе приход во домаќинството. Да не зборувам и во ставката зголемување на блок дотации, каде што го зголемуваме опфатот на децата, 35.000 дечиња се опфатени, да, немаше доволен број на воспитувачки, 500-600 вработени кои што работеа договор на дело по 8, по 9 години, вие не им дадовте решение. Меѓутоа ние тоа го направивме без разлика на партиската припадност во овој период. Да, 43 градинки, реновирани, изградени, реконструирани и зголемен опфат на дечињата од 35.000. Да не зборувам за тоа дека одделени се средства за 12.000 стечајци по 8.000, за 2.600 корисници на социјалната пензија. Инвестирањето во човечкиот капитал, да, потребни се долгорочни мерки, тоа го зборевме, го спомна и министерката и дел од моите колеги пратеници. Дуалното образование, ние мора да работиме на долгорочните мерки, не се работеше во изминатиот период. Ги прашувате ли работодавачите дали имаат работна сила? Не, ние сега имаме 20 милиони во евра, одделени во активни мерки, во мерки за преквалификација, доквалификација. Тоа се мерки краткорочни, меѓутоа нам се потребни за да можеме овие луѓе да ги ставиме на пазарот на труд. Да не зборувам за младинска гаранција и за растот на платите. Во однос на областа од која што доаѓам, тоа е здравството. Почитувани колеги, јас сум дел од таа комисија и на мене ми е навистина драго што моите колеги од Комисија за здравство ги осудија политиките на претходната влада од 11 години. И најдовме многу катастрофални решенија во Законот за здравствена заштита и успеавме да ги коригираме сите овие работи. Значи да ја вратиме довербата, да имаме вистински пораст на платите. Еве јас би сакала некој од моите колеги да ми одговори дали во изминатиот период, можеби овдека има и постари пратеници, на кој начин вие ја покачите платата во здравството? На тој начин што направите плаќање по учинок? Средствата кои што јас како специјалист од 30.000 денари ги земав, значи ми земаа 5.000, се вагавме и тие одија кај мојата колешка, јас земав 25.000, а таа 35. Значи ги прераспределувате средствата од еден меѓу друг лекар. Тоа е срамно. Срамно беше плаќање по учинок. Сега ние одделуваме дополнителни средства, почитувани колеги, за да можеме да имаме инвестирање во човечки капитал, а без човечки капитал во здравство? Како? Без здравје нема човечки капитал. Никаде, ниту во образование, ниту во приватен сектор, ниту во администрација, не. Ние решивме дека треба да инвестираме во докторите, да имаме мотивирани лекари, да не зборувам за тоа колку ни фалеше персонал во болниците во изминатиот период. Бевме 12 педиатри во Струмичка болница, останавме 20. Ја враќаме довербата едукациите. Во врска со едукација, да, намален е буџетот за едукација, меѓутоа, знаевте какви едукации имавте вие? Медицински туризам? Не, нула. Имаме експертиза, почитуван колега Ванковер, ама вистинска експертиза. Еве во Струмичка болница, што експертиза донеса оние кои што беа и платевте по 15.000 евра за медицински туризам во Словенија, во... Не. Не, почитуван колега, значи ве молам, едукациите беа медицински туризам. Сега, во однос на здравствените услуги, да, го сменивме лекарот, законот за паралелен увоз на лекови, знаете. Сега може да бидат безбедни и да бидат да и лекарите и пациентите во однос на лековите кои што се за квотите на лековите да не зборувам. Значи во Министерство за здравство заедно со Фондот за здравствено осигурување се обезбедени 41 милиарда 450 или 673 милиони евра. Да не заборавиме дека во Министерство за здравство, кој што сега е проектиран на 7 милиарди или 116 милиони евра, еве да направиме една споредба во 2017, кога дојде оваа влада. Тогаш биле 5 милиарди 596, 97 милион евра. Сега имаме 25 милиона во однос евра повеќе во однос на 2017 или 12,6 милиони евра или 776 милиони денари повеќе од колку ребалансот 2019. Тоа се средства кои што одат кон човечки капитал, здравствени услуги, зголемување на парите на лекарите, квоти, да, така е колега. Понатаму во однос на превентивната здравствена заштита имаме зголемување од 90 милиони денари или вкупно 646 милиони денари. 533 милиони денари се од основниот буџет, сега немаме глобал фонд кој што претходно ни даваше за превентива од туберкулоза, за превентива од ХИВ-сида, буџетот го покрива тоа. И да, ние ќе се грижиме за сите пациенти, верувајте, онего колку што навистина заслужуваат. За имунизација, претходно
имав среќа, еве, да дискутира мој колега педијатар, знае колку е тоа битно. Ако 2017 владата на ДПМН проектирала 180 милиони денари, ние сега проектираме 395 милиони денари. Како мислите дека Совија нема да има доволно за вакцини? Како сте имале вие доволно со 180 милиони денари? Да. Сега со овие средства ние обезбедуваме и 2 нови вакцини. Знаеме дека имаме сега и нови вакцини, наместо оралната полио вакцина. Сега ние се приклучуваме кон сите европски земји, користење на 6-валентна, 5-валентна. Да, со различен календар. Да, сигурни вакцини, почитуван колега, и 2 нови вакцини, тоа се пнеумокок и ротавирус. Во куративната здравствена заштита имаме зголемување кој што изнесува 4 милиарди 570 илјади денари, или во ретките болести, тоа што го дискутираше претходно мојот колега, имаме речиси 300% зголемување. Еве само за споредба, 2017 година овој бил проектиран буџет 210 милиони, со ребаланс од 160 сте проектирали. И како сега велите дека нема да има лекови за сите дечиња? Не, ќе има. Знаете зошто? Прв пат во историјата на Република Северна Македонија имаме регистар за ретки болести. Ние немавме регистар за ретки. Прв пат во историјата имаме регистар за малигни заболувања. Затоа ќе има сега лекови. Ние знаеме точно кои дечиња ни се со кои ретки болести и каде треба да одат овие. Затоа критериумите зборуваше колешката Шахпаска. Да не зборувам дека имаме и нови 30 биолошки лекови за малигни заболувања. Во програмата за душевни растројства имаме исто така зголемување од 12 милиони денари, значи зголемено од 52 милиони на 62 милиони. Центрите за ментално здравје треба да имат поддршка, имаме препоръки од Светска здравствена организација. За целосно здравствено осигурување имаме 2 милиарди и 900. Во однос на обезбедувањето на инсулин, да, пациентите сега сигурни, ќе имаат доволно, има 2 нови инсулини, буџетот е зголемен од 550-750 милиони, 40.000 пациенти треба да бидат сигурни, има безбедни инсулини, имаме 2 нови инсулини, затоа што и со законот за лекови и медицински средства, повторно успеавме да ја надминеме оваа недоверба која што беше меѓу пациентите и помеѓу лекарите во однос на многу лекови, вклучувајќи ги инсулините. Во однос на болничкото лекување, да, за посебни категории имаме без наплата на партиципација до 25 години од социјално ранливите семејства и за пензионерите пензија под 14.000 се опфатени 150 илјади пензионери. Не, овие категории се сега опфатени со новите измени, колега. Во здравствениот сектор капитални расходи имаме вкупно 1,5 милиарди денари или 24 милиони евра, реконструкција на јавните здравствени установи. Вие сте проектирали, еве пример ќе ви кажам, 2017 година 1,1 милиарди денари. Во однос на реконструкција и доградба на објектите на јавните здравствени установи, 34 јавни здравствени установи ќе почнат. Јас нема да имам време сега да кажам што е она кој што е досега реконструирана и направена и во однос на опрема и во однос на реконструкција. Меѓутоа, продолжуваме понатаму, еве се надевам дека после нова година ќе биде отворена конечно Струмичката болница. Знаете со какви проблеми ја оставивте Струмичка болница? Исто како автопатот Кичево Охрид. Без трансформатор, без проектиран лифт, што да ви кажам, без план за загревање. Меѓутоа, еве сега работите доаѓаат во една поинаква состојба благодарение на одговорноста и домакинското работење на оваа влада. Изградбата на клиничкиот центар во Скопје, да, и во Штипската болница 612 милиони денари или 10 милиони евра. Значи, вкупно за здравствена заштита планирани се 33,7 милиарди денари, 548 милиони евра, односно 2,8 милиарди денари повеќе, 45,5 милиона евра се тоа повеќе, почитувани колеги од минатата година. Значи, ќе повторам, нема да имам време да навлегувам во другите области, јас се надевам дека и клиничкиот центар, морам да го кажам тоа, ќе биде современ клинички центар кој што ќе го користат генерации напред, да, и ќе биде на инклузивен тип на лекување во кој што ќе бидат опфатени и ургентниот центар, ќе бидат и диагностиката, и студентскиот кампус. Нам не ни требаат поединечни 120 милиони вие ќе потрошавте само за реконструкција на веќе постоечките објекти, кои што се еден со друг изолирани и не се поврзани. Ни моравме пациентите да ги транспортираме од една до друга клиника во надворешни услови. Меѓутоа, овие средства сметам дека ќе обезбедат една вистина модерен клинички центар кој ќе служи на генерации и на генерации. Значи, да заклучам за тоа што времето ми истекува, значи вложуваме во човечки капитал,
продуктивноста на работните места, во општеството, на здравствените, на образовните, во приватниот сектор, зависи од тоа колку ние вложуваме во тие луѓе. Значи, преку овој буџет вложуваме во луѓето за да може да ни се врати, почитувани колеги. Индексот на користењето на човечкиот потенцијал истакна голем број од претходните мои и министерката и моите колеги пратеници во европските земји 75%, во регионот 65%, во меѓународот 53%, ние мора да се стремиме да го зголемиме овој користењето на човечкиот потенцијал. Само така ќе можеме да направиме луѓе кои што можат да ја враќаат на земјата од која што вложила во нивното образование. Затоа што знаеме каков е губитокот на човечкиот потенцијал, почитувани колеги, да не зборувам за губиток на човечки потенцијал кој што го имавме во здравството. Без доволно лекари, без доволно професори, без мотивирани лекари, без мотивирани професори, без мотивирани работници. Немаме зголемена продуктивност, немаме зголемена потрошувачка. И токму како резултат на тоа е направен и концептот на овој буџет. Ви благодарам.